Добро вечер со Кот. Без струја и вода, во субстандардни услови, вака живеат десетици семејства во Скопско Вардариште, познато место за фрлање на градежен шут и отпад. Живеат од ѓубрето. Еден од нив е и Сеиду. Го издржува семејството собирајќи стари шишиња, но сепак, каков таков, има кров над главата. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ беше кај него, но го посети и 37 годишниот скопјанец кој нема кров над главата. Еве ги нивните животни истории. Новоистовареното ѓубре на депонијата кај Вардариште му донесе радост и надеж на Сеидо Голич дека ќе заработи околу 200 динари и ќе ги прехрани сопругата и трите деца. Напомну со него доаѓа и неговиот 9-годишен син. Цел ден ми почнува све по канти. Железо, пластика, било што ќе најдем. По крамвени работи, за било што, носиме за деца, за едно друго облека, било што. Значи све од канти се издржава. Се плашите ли да не се разболите зашто собирате од канти? Се разболувате ли? Абе се разболуваме, ама кога немаш друго, мора и од тоа. Фала од Господ што се вика и тоа што е. А да не е и тоа, уште повише ќе страдаме, значи. Од неговото семејство само Сеидо знае да си го напише името. Децата и жената се неписмени. Децата не одат на училиште. Требало да одат 45 минути пеш по лош пат, а нема со што да се прихранат и облечат за на училиште. Докога ќе искочи од тука, од калта, од едно друго, докога ќе иде тамо кај. Значи има другарки, другари у школа, тамо ќе јадат, ќе пијат, они да гледат. Значи максимум зборувам за тројца деца. На тројца по 100 динари треба на ден пример да му се даде. И од кај тие услови ми е? А ти 100 динари заработуваш? Па 100 динари, дали петорица ми е да ги јадеме, дали ова по 100 динари на тројца треба да му даде. Во импровизираната куќа направена од што наште за употреба. Живее печленото семејство. За нив борба е секој ден. Дека сме ден за ден, дали ќе седиме една година, дали 2 години, тука не се знае. Само кога ќе дојдат рушите и ќе искочиме. Они ќе ни изрушат, ние можда погоре таму ќе идеме, ќе направиме друг објект. Иначе немаме услови, немаме куќа, кај ќе идеме, кај ќе живееме. Денот е краток, а со тоа и заработката. Дотогаш ќе се најде нешто за јадење или за продажба. Се надева Сеидо. Па да не претераме повише од 300-400 динари, тоа преку сила, со све шишиња, пластика, аламинче, бакар ако најдеме, значи тоа. И плюс вака ако ти даде некој од зградите. Значи лепче едно друго, значи има, значи господи има, те викаат подруми едно друго, било што да чистиш, ти дава за јадење, за пиење, ти дава. А во центарот на градот, 37 годишник за Кот ја раскажа животната судбина. Од дете останал на улица. Од своји непуни 14 години. Затоа што имале проблеми мои родители и фамилијано неспоразбирање, не сум можел тоа да го видам свакодневно нивно расправие и испаднав на улица. За домот не кажа каде, го менува, а ново најденото место за живење не го кажува. Не сака никој да го вознемирува. Наваѓам некоја куќа напуштена, тука можам да бидам некој месец или зависи 2-3 дена, док не доаѓа некој да ме смета. За мене е улица страв и неизвестност. Значи, катастрофа е. Треба да има човек дебели живци,
да биде на улица, бидејќи се стретнуваш свакодневно со некои луѓе што не се разбирлеви. Во моментот, регистрирани во Црвениот крст се 125 лица, кои што ги користат услугите 2 пати неделно. Функционира и еден одел каде што имаме можност за нивно сместување во случај на тешка здравствена состојба или потешка психосоцијална состојба. По 20 години го видел татко му, живее во Германија, а синот не му кажал дека е бездомник и живее на улица. Он уопште не доаѓа тука 30 години. Знаеш дека живееш по улица? Не. Не. Каде живееш? Па кај родбини, кај ова, кај она, нормално кога би му рекол така нешто у смислу дека сам ќе се повредам, бидејќи не сакам некој да знае. Разбираш? Мене ме убива на тоа што ме оставил у 14 години. Ја друго не знам, осим улица, не научив ништо во животот. Тој живее од продажба на весници. Хигиената ја одржува во пунктот на Црвениот крст. Таму и се лечи. Не сакаше да го покаже ликот. Доволно му биле тешките денови на улица. Со жалување и прашања од улицата не сака. Сакам да ја сочувам поштено и од таа работа се исхранувам. Иначе, кога немам продажба, идам таму Црвени крст, што имат за храна ми помагаат, ми дават да јадам. Бездомништвото е интересен феномен. Кај овие луѓе тагата и загубата во животот е состојба што не може да се промени. Понекогаш улицата има избор. Бездомништвото како појава, не можеме да го на некој начин поврзаме со сиромаштијата, заради тоа што тоа е еден посебен феномен, една посебна филозофија на живот. Меѓутоа, сепак се работи за ранлива категорија на население, која што од различни причини го прифатила тој начин на живот. Пред 17 часот Сејдо се врати дома. Ситните капки дожд ја навестија дождливата ноќ. Во длабоките дупки на земјениот пат, неговиот мотор не поминува. Мора да се врати порано. Пазарот денеска е послаб. Денеска Бога ми одвај. И тоа 150 динари извадив, со тие 150 динари дојдов дома. Значи нема работа, нема шишиња едно друго. Празници кога има, повише се фрлат шишиња, пластика едно друго, можеш да заработиш. Денеска 150 динари заработив и дојдов на кај дома. Она што го имаме ќе го јадеме. Струја немаме, раскажува Сејдо. Сите заедно влегува во куќарката, со надеж дека утре сонцето подолго ќе грее, а и подолго ќе работат. Заврши денот и за 37 годишниот скопјанец бездомник. Тој нема никого и сиромаштијата нема со кого да ја подели. Бидејќи неписмен сум, не знам како се прави, сум пробал, примев социјално 6 месеци така и отидев, бидејќи отидев од тука, не се пријавив на време и ме одбиле. Кога отидев да зборам по втор пат у социјално, тие ми кажат, па добро, кај живееш? И ја им кажам, немам куќа на улица. И они почели да ми кажат, добро, дај ми ја таа адрес. А кој адрес? Искуствата од терен говорат дека треба малку да бидеме поефектни на терен, заеднички, Црвениот крст, центрите за социјална работа и институциите кои што се надлежни за овој дел. Кога сите заедно точно ќе знаеме како ги надополнуваме потребите на терен, така ќе бидеме многу поефикасни како систем. Исто така сметам дека делот на евиденција на овие луѓе, начинот на кој што им се дава помош и им се одзема помош, сепак има голема бирократија и тоа е тоа што луѓето ги прави несреќни. Овие луѓе живеат во градот. Виделе се и многу богати и многу сиромашни, а тие не бараат многу, само еден нормален живот. Да имаат здравје и храна. Толку бараат.
Сиромашни не се само оние кои немаат кров над главата. Сиромашни се и невработените, и оние кои зимаат минимална или под минималната плата, а тука во најголем дел се текстилните работнички. Сиромашни се и студентите кои едве врзуваат крај со крај, но сепак сонуваат за подобар живот. Даниела Такева од источниот дел на земјава ги има овие животни истории. Студентот на факултетот за безбедност Јасмин од Виничко Драгобраште е при крај со студиите. Тој од дното на душата сака да остане во родното место, но неговата иднина не зависи само од неговата желба, туку и од условите за екзистенција и кариера, кои денес не му даваат многу надеж на ова момче. Моите планови се прво да завршам факултет, значи да имам тука вработување во Република Македонија, да не се иселувам како моите другари, пријатели, помлади луѓе кои откако ќе завршат образование и не можат да најдат овде работа, се иселуваат во странство затоа што таму имаат подобро платена работа, подобар животен стандард и подобро образование. Некои што завршија факултети се иселија таму да магистрираат, да докторираат. Јас иднината ја гледам тука во Република Македонија, но секако ако не можам да се вработам овде, доколку имам прилика, и јас би отишол во некоја странска земја да работам. Околу 40 на млади од ова виничко село веќе се во странство. Повеќето од младите овде се иселени, значи работа, дали се со или без образование, значи земаат бугарски пасоши и одат во странство на работа. Тука имаат подобро платена работа. Овде малку невработеноста е поголема и мора да одат за странство, да барат екзистенција. Мислам, по една статистика беше направена дека околу 4000 млади се иселени во странство, значи работат во странство, не работат во Република Македонија. Уште позастрашувачки е бројката што тие млади веќе имаат поминато низ образовните процеси на државата. Од евидентираните невработени, заклучно со 31 март оваа година, невработени млади на возраст од 25 до 29 години се 14.253. Со факултет во Агенцијата за вработување за работа чекаат 16.647, додека имаме 881 невработен магистер, а 20 доктори на наука. Колку мина од овие млади ќе и дадат шанса на државава да ги задржи во земјава. Македонската платформа против сиромаштијата во рамките на младинската програма детектирала неколку клучни причини за маргинализација на младите. Интергенерацијскиот пренос на сиромаштијата, економската маргинализираност која води до социјално исклучување, партизација на образованието и младинските совети на локално ниво и неразвиен систем кој ќе понуди минимум мерки за поттикнување на вработеноста на младите. Во последните има сега едно конкретно за вработување за фирми кои што имаат до 29 години може да вработуваат млади, се дава дел субвенционирање на тие газди на фирми. Тоа е добра мерка, но не знам колку ќе вроди со плод таа мерка, колку ќе биде добра, ќе покаже времето. Вработувањето на секој човек не е привилегија или партиска заслуга, туку негово право на екзистенција и право на достоинствен живот. Но во Македонија не се јавува само невработеноста како проблем, тука се и платите на вработените. Невладиниот сектор се погласно зборува и за феноменот на сиромашни вработени, ако потрошувачката кошничка е околу 32.000 денари, како тогаш се преживува со минимална плата од 8.800 денари. Живее се, како се живее? Платата земеме, платиме струја и вода, и телефон ако платиме нешто, други пари не остануваа. Са научиме еден друг терк на работа. Гледаме како работи владата. У нас изима кредити, ние се пишеме по продавниците. Она како ќе врашта кредитите, ја не знам, а ние по продавниците не може никогаш да ги врнеме. И среќа што многу сарни продавачетота ни дава, мисла дека имаме пари да им врнеме, а ние не знаат дека сме заглавили. Додека дава продавниците, убаво ќе се живее. Земеме 8, потрошиме 38. Значи 30.000, какво ќе правиш со 2 студента, 30.000 мора да потрошиш. Колку се платите во текстилството? 6.000, повеќе нема.
Там ќерка ми работи. Ете, со виша школа не е задоволна. Какво е задоволна? Со четврто деление има. Постари работници има. Она е со сни, со виша, два испита има за факултет. Не ќе да го заврши факултетот и нема друга работа, нема работно место. Имам внуче, нека е живо и здраво. Секој пат му давам од пензијата. Невладината КАМ веќе подолго време ја следи состојбата во текстилството и почитувањето на правата на работниците. Според нивните анализи, има голем број на пропусти и злоупотреби на законските одредби, но неми институции. Минимална плата за текстилството треба да изнесува 7300 денари како основна плата. Истото не се исполнува. Обично се исплаќа под минималецот, а луѓето за жал работат повеќе од предвидените работни сати. Ако имаме предвидено 168 работни сати дека треба да работат луѓето во текстилот, тие обично работат 184 до 196 часа. Овие работни сати за жал не се исплаќаат, доколку е еден вработен, работи повеќе од предвиденото, односно во една работна седмица работи повеќе од 40 часа, тој треба да биде дополнително платен со плюс најмалку 50% од вложениот труд во тој работен ден. И ако земеме во предвид дека доколку некој работник работи над 186 часа повеќе во текот на годината, го следува дополнителна 13-та просечна плата. Таа е во просек негде околу 350 евра по ланскиот просек. Ако помножиме 350 евра по 2000 вработени, тоа добиваме некоја бројка од 700.000 евра. И дополнителната експлоатација што се врши во сабота, што не им се плаќа на вработените, доаѓаме до некоја бројка од криминал од 1 милион евра. Инаку според истражувањето на Македонската платформа против сиромаштијата за достоинствен живот на едно 4-члено семејство се потребни од 40.000 до 60.000 денари. Со минималните плати денес е навистина уметност да се преживее. Најсиромашните жители живеат со по $1 дневно, како оние од Африка, но затоа пак највисоката нето плата во 2011 година била 245 пати повисока од просечната плата и 631 пат повисока од минималната плата во повеќето сектори. 1,5 милиони од луѓето од вкупно 2 милиони жители не можат да се дозволат да заминат на одмор. Најголем број пак не може да си ги платат сметките, а според податоците на Европската статистичка служба Евростат, Македонија е трета најсиромашна земја во Европа. И Европа се бори против сиромаштијата, но таму средствата се директни одат за стекнување на нови вештини за работни места, модернизација на трудот, затоа што Европската платформа за борба против сиромаштијата опфаќа економска, социјална и територијална кохезија. Но како е во Македонија? Зошто овдека се потрошени само 19% од ИПА фондовите, средства наменети за оваа категорија луѓе? Каде се парите? Дали завршуваат кај администрацијата или на терен? Јас сум самохрана мајка и имам 2 деца. Не сум вработена и взимам социјална помош 3000 денари. Кај нас е срамота да кажеш дека си сиромашен. Сите ќе ти се смеат. Учев факултет 3 години за електроинженер, ама немаше пари за последната партиципација, па остана без 1 година. Мајка ми одеше кај министерот, ама чабе, само на тоа остана, ќе биде толку. Ова се фрагменти од филмот за сиромаштија направен од студентите по драмска уметност. Ја пресликале реалноста во Македонија, одбеле ликови кои постојат, судбини кои се живеат. Бари, за да стигнем до работа, барем од моите. А ти од каде ќе најдат и ќе се снајдат, тоа се уште не ми е јасно. 1/3 од граѓаните на Македонија живеат во сиромаштија, или 27,1%, забележал Заводот за статистика. Според податоците на Светската банка, тој процент е 40. Само половина од населението може да си дозволи квалитетен оброк секој втор ден. 1,5 милиони од луѓето од вкупно 2 милиони жители не можат да си дозволат да заминат на одмор. Најголем број пак не може да си ги платат сметките, а според податоците на Европската статистичка служба Евростат, Македонија е трета најсиромашна земја во Европа.
Така пресметале статистичарите. А на теренот, невладините организации секојдневно се среќаваат со ликовите кои ги представуваат овие бројки. Граѓаните велат дека за едно 4-члено семејство, прва индикатор им беше плаќањето на режиските трошоци, потоа доаѓаше храната, па доаѓаше значи образованието беше негде на 4-то место, а за здравството беше негде на 7-мо место. За едно 4-члено семејство фокус групите покажа дека им се потребни околу 60.000 денари. Сега, ние со 8.000 денари, значи дури и двајца да работат, не може да стаса до тоа се 16.000 денари. Кога во потрошувачката кошница биле ставени сите намирници за едно просечно 4-члено семејство, сумата изнесувала 30.000 денари, односно 500 евра, трошоци за еден месец, но тоа се минималните средства. Лицата кои живеат пристоен живот навистина стана, по некои истражувања, значи стана некои си 2%, сите останати живееме во сиромаштија и живееме под работна екзистенција. Мири Терзиева е дел од македонската платформа за борба против сиромаштијата, која опфаќа 88 организации што работат со луѓето од маргините и социјално загрозените. Нивната цел е подобрување на условите за живот на македонските граѓани. За таа цел вршат истражувања. Дури 23,8% од 4-члените домакинства, составени од двајца возрастни и 2 издржувани деца, живеат во сиромаштија. Стапката на сиромашни невработени лица изнесува 48,7%, додека стапката на сиромашни вработени лица е 10%. Бројките од Заводот за статистика се официјални, па ги знаат и во Министерството за труд и социјална политика. Заменикот министер задолжен за овој ресор уверува дека состојбата оди на подобро. Бројот на невработени се намали за околу 100.000, што зборува дека политиките на владата во делот на креирање на формирање на слободни работни места се покажа како успешна, меѓутоа не смееме да се задоволиме на ова ниво, туку напротив мора да одиме на намалување на степенот на невработеност од 28%, барем она што е предвидено за овие 4 години, макар на 22%. Во Македонија, минималната загарантирана плата е 8.800 денари. Во текстилната и кожарската индустрија, платата е под овој минимум. Даден беше одреден период на усогласување на оние ниско профитни гранки, како што е текстилната и кожарската индустрија, им беше даден период до 2015 за усогласување, тоест достигнување на нивото кој што го беше предвиден со законот за минимална плата, тоа беше 8.050. Лицата кои се вработени поради оваа минимална плата, значи веќе и они се дел од оваа, значи од сиромаштијата. Македонската платформа во моментот работи на воведување на минимален, значи иницијатива имаме воведување на минимален достоинствен приход. Ама тој минимален достоинствен приход значи би значил нешто што би било поголемо од минималната плата, бидејќи со 8.800 како што е сега. Тоа се средства кои не можат дури ни да ги покријат режиските трошоци. Добивме информации дека одредени работодавци наоѓаат начин да го изиграат законот, меѓутоа нашите инспекции се информирани и веднаш реагираат на самиот терен затоа што не смееме да дозволиме да се исплаќа минимална плата, да се исплаќа под минималната плата, бидејќи сепак е тоа кршење на законите и сноси законски последици. Најзагрозени се младите до 18 години. Кај нив стапката на сиромаштија достигна 35,6%. Покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Од 18 до 64 години стапката на сиромаштија изнесува 25,9%, додека 21% од граѓаните постари од 65 години се исто така сиромашни. Покрај создавањето на слободни работни места, еден од приоритетите на владата е и подигнување на приходот по семејство. Тие луѓе кои што ќе имаат зголемен приход се луѓе кои што едноставно ќе го избегнат работ на сиромаштијата. Треба сиромаштијата да се делува долгорочно, да се сузбива како потенцијал како развој на човечките ресурси во земјата, за да можат на долг рок да ја победат сиромаштијата. Значи треба да се прави јасна дистинкција меѓу краткорочната, значи тековната состојба и она што е иднина. Александра Колекевски е дел од Македонскиот центар за европско образование.
На нивната агенда е истражувањето за искористеноста, односно неискористеноста на пристапните европски фондови. Развојот на човековите ресурси е четврта компонента од ИПА фондовите, а тука влегува вработувањето. Она што беше на почеток како алоцирани средства, можам да кажам дека досега се искористени околу 19% по реализирани проекти, а во однос на склучени договори 24% од тие средства. Каде се парите наменети за сузбивање на сиромаштијата? Според Колекевски, наместо во директно инвестирање на пазарот на трудот, парите во голем дел завршиле во тренинзи на администрацијата, односно државниот апарат, иако за нив има посебни средства од првата компонента на ИПА. Проблемите се првенствено во фазата на програмирањето. Значи, кога се програмираат тие средства, тие се програмираат од државни службеници и фактички проблематичен е процесот на консултации. Значи, цела перспектива произлегува од светот на јавната администрација, на потребите на државата и се развива државниот апарат и тие средства и тие намени не се дадени за развој на автентичниот човечки капитал, туку дополнително се развиваат капацитетите на државата, па која што од своја страна си има своја компонента. Ибрахими сепак смета дека парите се трошат онаму каде треба, иако и тој признава дека степеност на искористеност е мал. Има посебна грантова програма, тоа е подобрување на потенцијалите за вработување на жените. Значи, има еден на жените од етничките заедници на пазарот на трудот, тоа се 7 проекти, некаде договорите изнесуваат околу 1.500.000 евра и кои со време траење од 15 месеци, каде што токму се насочени кон обука на тие жени за едноставно да се приспособат за да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Еден од најдрастичните примери се бројните тренинзи за администрацијата во Агенцијата за вработување, наместо инвестиции за нови вештини на невработените. Имаме твининзи кај што имаме јакнење на капацитети на институции, дури има и случаи на Агенцијата за вработување кое што има повеќе средства од проекти отколку што има тековен буџет. Значи имаме групирање на средства таму каде што реално е прашање дали толкав обем на средства може да се спроведе, а од друга страна онаму каде што имаме автентични потреби, тие не се застапени и не се задоволени. Токму мора прво да се јакне капацитетот на државната администрација, се во конкретно случај на Агенцијата за вработување, која што до пред неколку години беше пасивен чинител на пазарот на трудот. Значи буквално Агенцијата само беше за евиденција на вработени и невработени, ништо повеќе. Меѓутоа се менува на улогата на самата агенција и таа мора да биде активен чинител на пазарот на трудот, да работи на создавање на слободни работни места, меѓутоа и да работи на креирање, тоест оспособување на невработените лица кои што се пријавуваат во Агенцијата за вработување, за да може да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Луѓето кои што ја програмираат четвртата компонента не ги таргетираат реалните потреби на социјално загрозените и маргиналните групи во Македонија. Тоа е сериозен проблем кој што можеби ќе се надмине во програмирањето за ИПА 2. Владата постојано повикува на привлекување на странски инвестиции. Тие би требало да отворат илјадници работни места. Но дали минималната плата и ефтината работна сила ќе ја сузбие сиромаштијата? Или овие нововработени ќе се најдат на листата сиромашни, а вработени лица? Овој концептот владин кој што е за привлекување на странски инвестиции, тој се базира на понудата на работните места на македонците, на македонските граѓани, како луѓе кои што работат за ефтина плата. Кај нас е проблемот што наместо да се инвестира во знаење, во вештини, во образование, се инвестира првенствено во какви такви работни места кои што произведуваат заситување на сегашните проблеми, но на долг рок само ги влошуваат состојбите. Имаме и строги критериуми на Европската унија во делот на ова компонента, бидејќи сепак ние например во одредени разговори побаравме да дури се субвенционира вработувањето од Европската комисија, меѓутоа тоа беше од нивна страна одбиено. Создавањето на работни места е наш приоритет. Македонија не е единствената земја каде средствата се потрошиле ненаменски. Имаше еден пример, да кажам, дека во Чехословачка беа користени овие средства да на
од ромската заедница им беа дадени лаптопи, а при тоа они последните 10 години немале струја. Значи децата живеат во темнина, а им се дадени лаптопи. Така да, значи неправилно користење на овие фондови. Ефективна работна сила и понуда на нови работни места е структурниот проблем за Македонија. Инструментот за предпристапна помош, како и програмите на Унијата за наредните 6 години, се нова можност за Македонија. Средствата се неповратни, па доколку и овој пат се испушти возот, Македонија ќе чека уште долго. Ова што сега се прави и согласно програмата која што е 2014-2018 се токму насочени кон помош на тие на кои што навистина им треба помош во моментот. Јас мислам дека првенствено треба да се јакнат капиталот, да се јакне на човечките ресурси, а не на администрацијата и на министерствата кои што веќе се пренатрупани со такви проекти, кои што изобилуваат со такви средства. Здраво, јас сум Ице Панов од Македонија. Ќе ви раскажам една приказка. Ицо и Мите не се измислени ликови. Тие постојат. Не знаат за ИПА фондови и предпристапна помош. Ги среќаваме ни секој ден на улиците ни Скопје. Ни го разубавуваат денот. Оти нивната професија е музиката. Заработуваат за живот свирејќи на улица. Овие слики се од нивното патување во Брисел и тие беа дел од конференцијата за сузбивање на сиромаштијата во Европа. Идејата на европската платформа беше да се види што се случува во Европа со овие фондови и како придонесуваат за намалување на сиромаштијата. Еден бездомник, текстилна работничка, млад а невработен, досега беа во македонската делегација во Брисел на состанокот за лицата кои живеат во сиромаштија. Типични представници на земјава во која според податоците на Светската банка околу 140.000 луѓе живеат со помалку од $2 на ден, а само 5% од популацијата располага со 49% од доходот во земјата. Социјалните разлики се поголеми. На прагот сме за добивање на нови средства од ИПА фондовите. Се надевам дека ќе бидат попрактично потрошени и директно вложени онаму каде треба. Ви благодариме што и вечерва бевте со КОТ.